Антика, 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 антика. Повеќе од 2 часа група млади лепеа стикери од по 100 евра на железниот мост близу градскиот трговски центар и не успеаа да залепат ниту 1 милион. Место за парите на оградата на мостот на Вардар повеќе немаше. Со ова твитерџиите, архибригадерите, но пред се младите луѓе символично им покажаа на владата и на градските власти дека оградата за која тие планираат да потрошат 1 милион и 700 илјади евра, дури и да ја прават со реални банкноти, нема да чини толку многу. Се собравме група на луѓе изреволтирани од фактот дека во вакви тешки времења се трошат огромни суми на пари, милиони 700 илјади евра на за нас непотребни целосно проекти и решивме својот револ да го искажеме на еден креативен и духовит начин. За да се заштедат овие пари или барем да отидат во рацете на народот кој е невработен и гладен, младите предложија на мостот да се постават живи луѓе. Фатени за раце презентираа како би изгледала таа оригинална ограда која би била единствена во светот. Ограда која игра и пее. Ограда која може да вработи 200 луѓе. Јас сум античко дело, антиката е моја храна, можда сум антички и јас. Но нив немаше кој да ги види и слушне. Оние кон кои беа упатени критиките дека неразумно се трошат народните пари, не дојдоа на мостот. И па се надевам дека оние кои што имаат малце, да кажам, сенс за реално трошење, за реална потреба, за реални проблеми, за конструктивно делување, тие само сакам да ги слушнат овие работи. Бидејќи оние кои што се глуви и неми, најверојатно за жал ќе останат такви. На луѓето покрај кичот на Скопје 2014 веќе почнува да им смета и цената и небулозните цени кои што ги имаат овие проекти и веќе сватија дека се влечени за уши како градот со нивните пари си гради прескапи мостови кои што дури и да се правени од банкноти би чинеле помалку од она што ќе го платат. Младите не се откажуваат од идејата да ја поколебаат власта во намерата да ги потроши овие пари. Се надеваат дека некој ќе ги слушне, дека не им се потребни огради во барок стил, туку нови работни места, дека во 21 век не сакаат да живеат како во 17-тиот, но најмногу од се дека не сакаат нивните пари да се расфрлаат на непотребни и непродуктивни проекти. Антика!